Почитувани граѓани на општина Ново село. Општина Ново село во изминатите години неуморно работи на креирањето на нејзиниот нов лик. Реализиравме голем број на проекти кои се однесуваат на земјоделството, образованието, социјалната политика, а голем акцент беше ставен на подобрувањето на патната инфраструктура и решавањето на комуналните прашања. Со макотрпна работа, силна заложба и истрајност во нашите намери, во изминативе години во општина Ново село беа спроведени проекти кои од ден на ден стануваа се побројни. Иако знаеме дека секогаш ќе постои некој кој е незадоволен или некој кој бара уште малку повеќе, ние не се обесхрабруваме во преземањето на големи чекори, а нити ветуваме дека можеме да ги решиме сите проблеми. Она што знаеме е дека работиме посветено, честно и само со работа ќе ги оправдаме очекувањата на нашите сограѓани. Самиот факт за процентната реализација на нашата предизборна програма е доволен показател на нашата ефикасност и за остварениот напредок на општината. Заради тоа, но и заради нашата верба во транспарентноста кон граѓаните, го презентираме овој отчет за сработеното. Во 2013 година граѓаните избраа дела и гласаа за програма со 113 проекти. Денес можам да кажам дека скоро во целост се реализирани сите проекти од програмата и мандатот го завршува со над 165 реализирани проекти, кои дел од нив не беа планирани, но на барање на граѓаните, посветеноста на вработените од општината, како и на поддршката од Советот се остварени. Во таа насока чувствувам должност да издвоим некои од позначајните проекти кои беа реализирани во изминатите години. Асфалтиравме улици и патишта во повеќе населени места. Во 2013 година асфалтирани се 2150 метри квадратни во вредност од 4 милиони денари. Во 2014 година асфалтирани се 2686 метри квадратни во вредност од 3 милиона и 200 илјади денари. Во 2015 година асфалтирани се 4668 метри квадратни во вредност од 5 милиони 500 илјади денари. Во 2016 година асфалтирани се 8944 метри квадратни во вредност од 12 милиони денари. Во 2017 година асфалтирани се 5412 метри квадратни во вредност од 5 милиони 600 илјади денари. Изградивме пристапен пат од Колешино до Колешинскиот водопад во должина од 1300 метри, ширина 4 метри, со уреден паркинг простор од 300 метри квадратни во вредност од 11 милиони 600 илјади денари. Го асфалтиравме локалниот пат зубово спој со локален пат Ново село Мокриево во должина од 1000 метри и ширина 4 метри. Асфалтиравме дел од регионалниот пат Р1402 на делницата Мокрино Смолера со должина од 4,5 км и ширина 6 метри во вредност од 1 милион и 300 илјади евра. Вкупно во општина Ново село во соработка со владата на ВМРО ДПМН за периодот од 2013 до 2017 година изградивме 47 улици и патишта со должина од 18.840 метри и 100.100 метри квадратни со вкупна вредност од 139 милиони и 30 илјади денари или 2 милиона и 280 илјади денари. Изградивме мост на Колешинскиот канал на локалниот пат Колешино-Борисово вредност од 12 милиони денари. Изградивме тротоари во Ново село во должина од 1021 метар и просечна ширина од 130 см. Изградивме тротоари во населеното место Ново Конјарево во должина од 800 метри и просечна ширина од 130 см. Вкупна површина на тротоари изградени во овие две населени места изнесува 2314 метри квадратни. Извршивме реконструкција на детската градинка Сонце во Ново село во вредност од 12 милиони денари. Изградивме фекален канализационен систем во Ново Конјарево во вредност од 500 илјади евра. Го доградивме системот за водоснабдување во Старо Конјарево во вредност од 4 милиони 600 илјади денари. Изградивме дел од фекален канализационен систем во Ново село во вредност од 2 милиони 700 илјади денари. Изградивме и уредивме повеќе одводни канали во повеќе населени места и тоа: реконструкција на канал Доганец во Борисово, изградба на одводен канал во Смоларе, изградба на одводен канал Карнач во Мокриево и уредување на одводниот канал во центарот на Мокриево. Извршивме уредување и изградба на водотеците во населените места Сушица, Смолари, Мокриево и Колешино.
Изградивме пропусти на каналите во Борисово, Ново село, Зубово и Сушица. Го збогативме возиот парк на јавното комунално предпријатие Комуна со набавка на 2 автобуси, машина за чистење на улици и една скрип машина. Во соработка со општинските основни училишта Мануш, Турновски, Ново село и Видо Подгорец, Колешино, реализиравме голем број на градични активности. Изградивме пристапна патека во училишниот двор во Мокриево и во Самуилово. Изградивме ограден зид на училиштата, на училишните дворови во Колешино и Мокрино. Комплетно ја реновиравме училишната зграда во Сушица. Извршивме санација на училишната физкултурна сала, зафат кој штити од атмосферските води во училиштето во Ново село и ги заменивме старите топловодни котли за централниот систем за грејење со нови котли. Извршивме замена на кровната конструкција во училиштето во село Самуилово. Изградивме повеќенамensко игралиште во Дражево во вредност од 1.800.000 денари. Општина Ново село во соработка со Агенцијата за млади спорт изгради повеќенаменско спортско игралиште во село Мокриево. Извршивме реконструкција на спортските игралишта во населените места Борисово, Сушица и Самуилово. Во соработка со агенцијата изградивме и двојно тениско игралиште во Ново село. Изградивме паркови во повеќе населени места и тоа Ново село, Сушица, Мокриево, Зубово, Борисово, Смоларе и Дражево и направивме реконструкција на парк во централното подрачје на Ново село. Вкупната вредност на изградата на парковите изнесува 13.350.000 денари. Извршивме уредување на излетничките места во општината и тоа уредување на мокринските извори, уредување на локалитетот Пирго Мокриево, уредување на пешачките патеки и осветлувањето на водопадите на Смоларе и Колешино. Изработивме урбанистички планови на Ново село, Ново Коњарево, на дел од Мокриево за онаа страна Смоларе, планска документација за трговски центар, државна планска документација за бензинска пумпа, локална урбанистичка планска документација за изградба на етно село во Мокриево, а во тек е изработка на урбанистичките планови за Старо Коњарево, Сушица, Мокрино, Борисово, Самуилово и Зубово, како и урбанистичка планска документација за индустријската зона Кошутица, Ново село. Изградивме сточен пазар и административна зграда со пазар за продавање на млечни производи, вредност 11 милиони денари. Отворивме повеќе подрачни канцеларии и тоа. Отворивме биро на Агенцијата за катастар за недвижности, односно електронски шалтер за издавање на имотни листови во општина Ново село. Подрачна канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Ново село. Дисперзирана канцеларија на СВР Струмица за издавање на лични документи за жителите од општина Ново село. Дисперзирана канцеларија на Центарот за социјални работи, како и канцеларија на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од сферата на здравството отворивме амбуланта во Ново село и реконструиравме и отворивме здравствената амбуланта во Ново Коњарево. Обезбедивме 3D ехо апарат за гинеколошката амбуланта во Ново село и организиравме многу крводарителски акции. Од сферата на културата и традицијата секоја година организиравме ѓурѓовденски средби во Ново село, традиционални годишни дружења Пирго Мокриево, илинденски средби Мокрино, странчинарски игри Мокриево, како и фестивал на смоларскиот костен. Во тек реализација на неколку поважни проекти: изградба на капела во Ново село, асфалтирање на улици во населените места Мокриево, Колешино, Ново Коњарево, Старо Коњарево, осветлување на смоларскиот и колешинскиот водопад, изградба на филтер станица за канализациониот систем во Ново Коњарево, реконструкција и изградба на водотек во Колешино и Зубово, изградба на ограден зид на училишниот двор во Ново Коњарево и многу други проекти. Проекти за реализација во наредниот период: изградба на канализационни системи филтер станица во Ново село, подпишување на договорот во септември 2017 година, асфалтирање на улици во сите населени места, реконструкција на Домот на културата во Зубово и на Домот во Мокриево, изградба на нов водоводен систем во Сушица, Самуилово и Дражево, изградба на паркови во Ново село, Старо Коњарево, Самуилово, Ново Коњарево, Мокрино, Колешино и Зубово, асфалтирање на пат кон Барбарово од должина 1000 метри, асфалтирање на патот Зубово Мокриево должина 980 метри и многу други проекти. Ние, почитувани со посветеноста и напорната работа, се стремиме да ја вратиме општина Ново село на врвот од руралните општини во регионот и да го заземеме лидерското место во сите сфери на општествениот развој. Ако некој од вас мисли дека ова работа е здодевна или мисли дека таквиот придонес е мал, нека запамети дека не постои работа која е мала, а е направена со достоинство и несебичност. Ако не можеме да правиме големи дела,
тогаш сигурно можеме да правиме мали дела, но со огромна љубов. Ви благодарам на сите на окажаната чест. Им благодарам на оние кои на било каков начин придонесоа за развојот и афирмацијата на општина Ново село. На сите граѓани им посакувам многу успех.